Да, Наташа, тука во малото приморско место Сунио, кај Атина, на самиот југ на Грција, се одржува таа конференција насловена Иднината на Европа, каде се собрани министрите за надворешни работи од земјите од Западниот Балкан, но и од Вишеградската група, што на символичен начин се прави една спојка на земјите кои чекаат да влезат во Европската унија и оние кои последни влегоа. Инаку во однос на билатералната средба помеѓу Димитров и Кодзијас, тоа е она што најмногу денеска ги интересира македонските новинари. Тука нема многу информации, а од Македонското министерство за надворешни работи последна информација која ја велат е дека таа средба е сепак неизвестна дали ќе се одржи денеска. Димитров и Кодзијас секако се виделе денес и се гледаат се уште тука на конференцијата, но билатерална посебна средба засега не е познато дали ќе се одржи, а секако Димитров и Кодзијас утре се среќаваат со медијаторот немец. Исто така тука во Грција непознато е дали тука во Сунио или во Атина, поверојатно да биде тука во Сунио и таа средба се разбира ќе биде клучна во однос на прашањето за името, а тоа е она што најмногу ги интересира, што најмногу ја интересира македонската јавност. Тука за време на оваа конференција министрот Димитров прати пораки дека иднината на Македонија е поврзана директно со интеграцијата во Европа и дека Македонија меѓу редови кажа и нема друг избор, не ни бара друг избор освен интеграција во Европската унија. Тука имаше и не се разговараше директно за името, но имаше некои интересни моменти кои ќе ги кажеме, но прво да ја видиме изјавата на министрот Димитров за време на отварањето на конференцијата. Се обидуваме да стигнеме движачка цел. Тоа е еден воз кој што е во движење и Европската унија во која ќе влеземе. Веројатно нема да биде унијата каква што е денес. Толку затоа сме овде да дискутираме за иднината на Европа, за функционалноста, како работите се организирани, односите меѓу земјите и институциите и односите меѓу земјите членки. Да, тоа е изјавата на министрот Димитров, а инаку, како што кажав, иако тука не се разговараше директно за проблемот околу името, за време на самото обраќање на министрот Димитров имаше еден момент кога министрот, зборувајќи за Република Македонија, го употреби атрибутот убавата Македонија, на што министрот за надворешни на Грција Кодзијас од маса дофрли дека и Албанија е, например, убава земја, значи онака неформално, без микрофон го дофрли тоа Кодзијас, на што Димитров одговорил, но сепак има и поубава. Значи тоа се оние ситни дипломатски работи кои се случувале меѓу редови, директно не е разговарано, како што кажав, за името и тука ќе биде клучна средбата со немец утре. Инаку министрот Кодзијас на 22-23 мај патува за Соединетите Американски држави, каде ќе има средби со високи представници на американската администрација и освен со проблемите кои Грција ги има со Турција околу Кипар, ќе се разговара и за проблемот околу името. А кога зборуваме за овој проблем, денеска и премиерот Заев, кој беше во Охрид, кажа дека има поместување во однос на овој спор. Тој повтори дека е оптимист, но исто така кажа дека опозицијата треба да биде вклучена во решавањето на спорот и кажа дека иако се обидуваат да имаат лидерска средба со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, дека господинот Мицковски ја одбегнува таа средба, на што реагираше ВМРО ДПМН, кажа дека тоа не е точно, дека тие не се информирани за се што се случува околу името, дека последните информации ги добиле на лидерската средба во јануари и на билатерална средба со премиерот Заев во март и дека од тогаш не ги знаат деталите и не знаат ништо што се случува околу овој спор. Наташа, отприлика тоа е она што се случува во Сунио и за на крај да кажам дека ја очекуваме пресконференцијата, завршната пресконференција на овој настан, која треба да се случи сега за околу половина или 1 час.